Сонја, благодариме многу за ова линковско вклучување и за овие детали, а до 9 часот уште една убава тема во Македонија наутро. Денеска во студиото мои гости се Деспина Здравкова и Ангела Богатинова, основачки на домашната платформа Skuber.mk. Ни носат револуција во грижата за милениците, овозможувајќи шетање, чување и сместување на домашните миленици, кога им треба помош на нив, кога вам ви треба помош, дали кога имате работа или кога сте одсутни. Се прави со љубов, доверба и професионализам, правики го животот на собствениците и милениците многу подобар. Денеска ќе зборуваме и ќе разговараме за нивната мисија, искуства и инспирација. Добре ни дојдовте. Сакав да прочитам се убава најава си направив. Мислам дека ја долови суштината за целата оваа ваша идеја и проект. Како ја започнавте идејата за Skuber? Што ве поттикна да се фокусирате на услугата за домашни миленици? Прво да кажам благодарам што не поканивте. Значи идејата за Skuber многу спонтано дојде. Значи секогаш постои некаков проблем во животот кој што би сакал да го решиш и така и се роди Skuber. Проблемот што го имав јас беше тоа што мојот миленик е доста плашлив и секогаш кога патувам го имав истиот проблем, каде да го оставам ако моите родители не се слободни да го чуваат. И така дојдов до идејата да направам платформа, бидејќи кај нас има пансионски сместувања и хотелски сместувања, меѓутоа луѓе кои што самостално чуваат еден миленик не постои. Во светот тоа си функционира, истраживме заедно, да, се впуштивме. И решивме така да направиме платформата. Ајде малку околу сите начнавме, нели, околу идејата и на што е фокусирана платформата, меѓутоа кои услуги ги нуди и што го прави Skuber посебен во споредба со пансиони, хотели, класично шетање, како што кажавме на почетокот? За сега Skuber нуди 4 услуги. Тоа се дневна прошетка, како и нели најнормална дневна прошетка, чување, тоа е наш ситер оди кај вас дома и го чува вашиот миленик. Сместување, го сместуваме миленикот кај наши ситери и кратка посета е за други миленици, освен кучиња, мачиња, зајчиња. Се што не им е потребно прошетка и ама пак нели им треба посета да го згрижи некој додека вие сте одсутни. Што не прави различни? Што не прави? Па вака сега. Разликата е во тоа што преку нашата платформа ситерите згрижуваат едно милениче и фокусот е целосно на вашето милениче. Значи не е тоа групно сместување, тоа многу често ги буни, многу често прашуваат дали сме хотел, не сме. Тоа е онака баш разликата и да, фокусот е само на миленикот, на грижата, значи неговите тековни ритуали, тоа се е во комуникација и се договара со сопственикот, така што тоа е она што не прави поразлични. Ако би сакале попластично да објасниме, сега ја симнувам апликацијата и таму има профили на луѓе кои што си оставаат своји податоци и ти можеш да ги избереш. Малку да го објасниме тоа како оди, како се конектираат. Да, се уште немаме апликација, тоа е нареден чекор. Да, тоа е нареден чекор. Сега е вебсайт кој што функционира како букинг на некој начин. Добро. Како ние ги бираме ситерите, значи не може било кој да се пријави да биде наш ситер, значи правиме сериозна селекција, мора да поседувал миленик, мора или сега да поседува, значи да има искуство со домашни миленици. Пред се да сака многу домашни миленици, им правиме интервјуа и ги ставаме на нашиот вебсайт. Значи платформата не е направена да може било кој да аплицира и да стане, меѓутоа туку ние ги бираме и ги ставаме нели на сајтот, па вие можете да отидете и директно да букирате и да платите онлайн и да ја завршите работата. И така да се конектирате. Да, и така се конектираш ти со ситерот, доаѓа дома или го носиш на адреса и тоа е тоа. Со тоа што имаме еден убав, мислам тоа се посветив уште на почетокот кога размислувавме целата идеја да ги поделиме и ги распределивме реонски по скопските населби, така што би му леснило посебно за прошетките, би му леснило на собствениците да буквално си резервираат услуга и ситер кој што е многу блиску, да не мора да се оди од еден до друг крај, така што се потрудивме да биде што е можно попрактично.
Што велат корисниците? Кои се најчестите позитивни реакции, коментари кои што ги добивате и колку време веќе постоите? Прилично сте нови. Многу сме нови, да. Од март. Така. Да, Но кога ве прашав пред да почнем разговорот како сте задоволни, кажавте во еден глас одлично. Тоа значи дека ги имате првичните коментари, што велат, како реагираат на целиот овој проект? Одлично, супер, искрено супер реагираат и не очекувавме дека ќе има баш ваков одзив. Мислам, стварно супер одзив има. Она што е најпозитивно и што ни е најдраго се секогаш фотографиите кои што ги добиваме од задоволни и од среќни миленици за време на сместувањето или пак за време на прошетката, бидејќи они се цело време се вклучени во процесот, добиваат многу детални информации за се и буквално тие слики кај што гледаме опуштени миленици во домашна атмосфера ни се баш онака многу позитивен. Сме задоволни преку тоа што се кутрињата среќни и задоволни. Така. Колку е важно да имаме онлайн платформа во денешно време? Верувам го олеснува доста животот на собствениците. Ова е прва кај нас ваква платформа. Да, прва платформа. Па, мислам дека е доста важно, пошто живееме во дигитално време, сите се навикнати, брзаат некаде, или може да заглавиш на работа, па зошто миленикот да трпи, нели? Во тој процес, зошто да немаш онлайн платформа каде што многу лесно можеш да букираш, дали ќе биде ситер, прошетка. Мислам дека е доста важно во денешно време тоа да постои. И плюс не е ништо ново, значи во светот секаде постои. Има на секаде такви платформи. Ние малце со свет доцнеме, ама ете. Да, ние се доцнеме, ама применуваме, доаѓа кај нас некаде се поспора, ама доаѓа. Се соочувате ли сега вака на почетокот се некои непредвидени ситуации кои што ги решавате на кои што не сте ги очекувале? За среќа немаме никакви, до сега не се случило ништо непредвидено, конкретно и посебно за милениците, се до сега си течело во супер рете. Сега како платформа нормално сме нови, постепено ја градиме таа доверба, ни потребно време, меѓутоа никаде не се брзаме, се си оди баш онака како што треба, полека, така што непредвидени за сега нема, во иднина се надевам исто така дека нема. Како гледате на иднината на Скубер околу услугите кои што сакате да ги воведете? Ми кажавте дека размислувате за апликација и да имале и да немале платформа имате. Веб страната е тука. Меѓутоа, кои се плановите за иднина? Како ја гледате целата оваа платформа? Во иднина, тоа што кажав, планираме да направиме апликација која уште повеќе ќе олесни работата. Значи ќе има пратење на миленикот во живо преку GPS. Многу идеи имаме за таа апликација и исто така сакаме да направиме соработка со други луѓе кои што нудат услуги како ветеринари, петшоп. Значи една комјунити, една заедница значи може стварно апликацијата да буквално да има се што може да ти притреба за еден миленик да можеш да го најдеш на Скубер. Добро, во време кога луѓето кои што имаат миленици се чувствуваат оставени сами од системот, со оглед на тоа што гледаме што се случува и со уличните кучиња надвор и слично, мислам дека Скопје е еден од ретките градови во Европа каде што нема 24 часа ветеринар или има само еден, например, не знам, или веќе ниту еден го нема. Така да законите ни се такви какви што се, гледаме секојдневно што се случува со животните на улица, за некои луѓе тоа е нормално да гледаме насилство, некои реагираат и дефинитивно оваа платформа требаше за луѓето кои што имаат емпатија, ајде да кажем, не само за луѓе кои што имаат миленици. Точно. Така да верувам дека ќе се развива во уште поголема мера и ќе добивате уште поголема поддршка. Која е пораката што сакате да им ја испратите за крај на собствениците на миленици кои бараат доверлив партнер за нивните крзнени пријатели? Па дефинитивно треба да го проценат својот миленик. Значи доколку миленикот е социјален, значи може да се опушти во било каква атмосфера, тогаш нема никаков проблем да го смести и во пансион, и во хотел. Меѓутоа, еве, јас по мојот миленик, ако имаш, например, поспецифичен миленик кој што му треба и посебна грижа и целосен фокус, дефинитивно Скубер е
правиот избор. Правиот избор, правото решение. Девојки, ви благодарам што ни бевте гости во Македонија на утро. Имаме чест секогаш во време кога зборуваме дека младите ни заминуваат од државата. Чест ми е да разговарам за вакви иновативни проекти. Можам да ви ветам уште поголема поддршка од јавниот сервис. Имаме и се разбира обврска, убава обврска, тоа да го правиме за гледачите, да пренесуваме вакви убави приказни. Ти благодариме многу. Благодарим уште еднаш. Во 9 часот најновите вести на македонската телевизија, пред тоа дел од програмската понуда на вашиот јавен сервис.